До средината на овој век, пристапот до вода за пиење ќе биде сериозен предизвик за голем дел од светската популација. Водата како ограничен ресурс ќе станува подрагоцена од нафтата. Неопходно е постојано истражување, следење и заштита на изворите на вода и нивна правилна експлоатација. За Охридскиот регион, впечатокот кај граѓаните е дека лежи на вода и никогаш не може да се соочи со недостаток. Како изворишта на вода се користат билјанини извори, подземна вода од Бејбунар, летничките извори од Рамне, изворот Свети Илија од Велгошти, подземната вода во близина на Коселска река кај Орман, извори кај Лескоец и водата од Охридското езеро. Со капацитетот на тие изворишта се снабдуваат околу 55.000 жители, чија потреба за вода во најголем дел од годината се движи околу 220 литри во секунда. Проблемите настануваат во летните месеци, кога максималната потрошувачка на вода во водоводната мрежа се доведува на околу 450 литри во секунда. Водоснабдувањето ван земјоделската сезона, односно и летната сезона, во текот на годината нема проблеми, али кога ќе дојде летото и земјоделските површини кои ќе се заливат, имаме проблеми во Лакочере, Лескоец, Велгошти, во таа зона имаме проблем. Тука настан вид проблем од тивите приклучоци, губитоците на вода, од заливање на зелени и земјоделски површини со пивка вода. Тоа е еден од основните и главните проблеми зашто населението во одредени делови нема вода. Во приобалниот рамнински дел на Охридското поле, како и меѓу Љубаништа и Свети Наум, се јавуваат високи подземни води. Во овој простор досега се регистрирани околу 20 извори, од кои 5 со издашност до 2 литри во секунда, 2 со издашност под 1 литар во секунда. Карстните врела кај Охрид, Свети Наум и Велгошти достигнуваат издашност и до 20 литри во секунда, но тие се уште се недоволно испитани и утврдени. Како алтернатива, водоводното предпријатие од Охрид и општината се свртеа на североисток, кон изворите на Плаќенска планина. Водовод Охрид има изнајдено начин за покривање на поголем дел од селата како што се и Косел, значи и Опеница ќе дојдат и Речица, Куратица, Завој, Плаќе и Свиништа со проектот Дувло, кој што ги опфаќа изворите во селото Свиништа. И тука и водовод ќе добие и добра вода, значи ќе покрие голем дел по гравитација, голем дел од градот, а ќе бидат и снабдени со вода и приградските населби и некои селски општини. Со проектот Дувло вреден 3,2 милиони евра, 220 литри во секунда вода од свинишки извори со цевковод во должина од 21 километар ќе го снабдуваат градот со 100 литри во секунда, а останатите приградски населби и селата со 120 литри во секунда. Водата до градот ќе стигнува со гравитација, што ќе значи заштеда на електрична енергија која сега финансиски го оптеретува јавното предпријатие поради обезбедување најголем обем од водата во системот со пумпање. Во туристичката сезона, кога потрошувачката на вода се удвојува, во водоснабдителниот систем се внесува вода од Охридското езеро. 3 пумпи кај Метропол од 50 метри длабочина во езерото испумпуваат околу 100 литри вода во секунда, која понатаму се пречистува со мрежести микрофилтри, се хлорира, а потоа се дистрибуира до потрошувачите. Во Метропол испумпаваме вода, ја третираме, значи филтрираме, ја хлорираме и ја пуштаме во систем. Можно за искористување на водата од езерото е возможно, но е скапа затоа што сепак се работи со испумпавање. Значи, треба да се намалат трошоците. Трошоците се огромни, електричната енергија, пошто пумпите работат на електрична енергија нормално, се огромни, негде околу 2 милиони денари ни е просек на струја месечно. Технички е возможно све, потребни се само финансии. Во најголем дел, водата во езерото е од висока прва и втора категорија, а пумпната станица кај Метропол е единствен пример на експлоатација на извор во езерото за вода за пиење. Според експертите,
Тоа е алтернативата на која во иднина треба да се смета со оглед на колебањето во издашноста на постојните извори и долгите сушни периоди. По примерот на Метропол и во соседниот крајзерски град Струга подолг период се прават анализи за поставување пумпна станица кај селото Калишта, за што би биле потребни околу половина милион евра и би се решил проблемот со недостаток на вода за пиење во градот. Има доволно научни истражувања околу овие водни ресурси, подводни извори на обалата на Охридското езеро, каде може вистина со потопни пумпи да се извлече вода за пиење за населението, особено во летниот период. Охридско-Струшкиот регион, каде што припаѓа и Охридското езеро, има доволно ресурси, водни ресурси, извори на вода за пиење во двете области на населението во градот Охрид и градот Струга. Меѓутоа, поради системот на водоснабдување на двата града, особено на градот Струга, каде што системот на водоснабдување е многу постар и недоволна количина достигнува до граѓаните за користење на вода за пиење на овие ресурси. Охридскиот регион во блиска иднина нема да има проблем со обезбедување вода, но мора во континуитет да се води посветена борба за заштита на Охридското езеро, кој е најголем природен басен на питка вода во Европа и за кој експертите сметаат дека во иднина би можело да биде снабдител со вода за Балканот.